За оние што не го знаат Скопје, ова е булеварот Свети Климент Охридски. Тоа е улицата по која речиси секој ден на пат кон работа ке поминува сегашниот премиер. Бидејќи булеварот Климент Охридски завршува точно на влезот во гаражите на владата. Овој булевар е важен за приказната и поради една друга адреса. Зградата со број 30. Како и секоја друга деловна зграда, во неј заработат поголем број на компании. Но, во овој случај, собственик или управител на најголем дел од тие компании е човек кој што, како и премиерот, по овој булевар ќе оди на работа во владата. Станува збор за Кочо Анѓушев. Според последните достапни информации, тој е управител на вкупно 7 правни лица, а е собственик или сособственик во најмалку 15. Од пред 10 дена е вице-премиер, односно заменик на председателот на владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори. Според идејата на премиерот, бизнисмен ќе учествува во креирањето на политиките кои ќе влијаат врз бизнисмените. Од друга страна, шефот на најважниот економски ресор, министерот за финансии Драган Тевдовски, јавно покажува повеќе наклонетост кон работниците, отколку кон капиталот. Неговиот советник Бранимир Јовановиќ застапува уште порадикални ставови. Еве што каже Јовановиќ за идејата бизнисмен да биде вице-премиер за економија, само неколку дена пред изборот на Анѓушев. Добрата оценка за ова прашање според мене ја даде еден мој другар. Тој кажа дека да се назначи представник на бизнис заедницата за вице-премиер е отприлика исто како да назначите човек кој што љуби да пие, да чува визба во која што има складирано алкохол. Не го кажам за да го навредам бизнис секторот, туку за да го илустрирам конфликтот на интереси кој што постои во оваа релација. Што е задачата на бизнисот? Задачата на бизнисот е да прави профит. Во истото гостување, Јовановиќ објасни зошто би мало судир во самата влада, ако вице-премиерот е бизнисмен. Например, во програмата на СДСМ, во предлог програмата на новата влада, имате мерки како например покачување на минималната плата или воведување на прогресивен данок или зголемување на работнички права. Оној што е најмногу против тие мерки е бизнис секторот, секогаш и секаде. Од тука, како еден вице-премиер би се однесол кон некои такви мерки. Ја не верувам дека тој би ги прифатил. Тој сигурно ќе се обиде да ги обструира, тоест да биде против тие мерки. Дали уште на старт, новата влада има внатрешен конфликт на концепти. Од ресорот финансии ни објаснија дека барем во моментов имаат други приоритети за да се произјаснат по овие дилеми. Но вице-премиерот Анѓушев покажа отвореност да одговори на прашањата. Прво сакам да кажам дека со колегата Тевдовски имаме одлична соработка. Веќе првите денови, денеска имавме состанок на кој што утврдувавме некои политики во делот на економијата. И можам да ви кажам дека моделот во кој што некој замислува дека има голем конфликт на интерес помеѓу капиталот и работничката класа или работниците, јас не би ги рекол така, тоа е стара терминологија. Значи, мислам дека ние треба да бидеме свесни дека и собствениците на компаниите и вработените во компаниите имаат една заедничка цел како тие компании да бидат поуспешни. И ние управо ќе се насочиме кон тоа да ги направиме македонските компании поуспешни како би можеле да имаат поголема додадена вредност и на своите производи, да остваруваат поголеми профити, а со самото тоа само по себе ќе дојде покачувањето на платите. Вие не можете покачувањето на платите да го направите само како административна мерка без при тоа да и им помогнете и на компаниите да можат тоа да го издржат. Еден од најблиските соработници кој што се очекува да биде ангажиран во кабинетот на министерот Тевдовски е Јовановиќ. Тој неколку дена пред изборот на новата влада, правејќи паралела како би изгледало доколку човек од бизнисот биде избран за вице-премиер, направи една ваква паралела дека тоа е како да ангажираш човек кој што е љубител на алкохол да чува визба полна со алкохол. Не секој љубител на алкохол е пијаница. Значи да, може да сте да сте љубител на алкохол, а може да сте совесен и да ја чувате визбата добро, значи не мора да се опивате ако сте љубител на алкохол. Но освен потенцијален судир на идеологии, постои реален судир на интереси.
Например, составот на новата влада избрана на 31 мај беше објавен во службениот весник број 65 од 1 јуни. Само една страница подолу има одлука на регулаторната комисија за енергетика донесена на 30 мај, односно ден пред изборот на новата влада. Станува збор за привремена дозвола за производство на струја на мала хидроелектрана, чиј косопственик е Ангјушев. Во службениот весник број 66 од истиот 1 јуни е објавено дека ден пред изборот на новата влада регулаторно одобрила статус на повластен производител на електрична енергија на друга хидроцентрала, каде Ангјушев повторно е косопственик. Законски, во постапката нема ништо спорно, бидејќи регулаторната комисија е независно тело, а одлуките се донесени пред Ангјушев да стане вице-премиер. Но дали би било исто ако овие одлуки беа донесени 2 дена подоцна? Законот вели дека Ангјушев како избран вице-премиер не смее да управува со фирми додека е на функција. Сепак, може да остане нивни сопственик. Секако, таму каде што се случува бизнисот, односно од компаниите, јас ке се повлечам од управувачките места. Јас сум среќен што во моите компании има изградено капацитет на менаџери кои што можат да го превземат управувањето. Впрочем, тие и до сега тоа го прават. Јас многу малце бев како да кажам вклучен во дневното управување на и дневната оператива на компаниите, повеќе се занимавав со развојните проекти. Во таа смисла, мислам дека нема да има никаков проблем компаниите да продолжат да работат без мене. Ќе излезете, велите, од управувањето, но сепак останува фактот дека ќе останете сопственик во 15 на компании во Македонија, што најдиректно, што индиректно преку компании кои што ги поседувате. Има ли некакво стравување или сомнеш кај вас за тоа како се тоа ќе го прими јавноста? Бидејќи еве, да бидем искрени или да направиме пример, вие соработувате со други компании, пример со компанијата Гранит. Ако утре таа компанија добие некој капитален проект, секогаш ќе више сомнежот дека вице-премиерот може би помогнал еве токму тие да го добијат бизнисот. Значи, видите, јас соработувам скоро со целото стопанство во Македонија и сите фирми ми се подеднакво и блиски и далечни, но вие не морате да соработувате со фирмите за да бидете со нив блиски или далечни. Значи, вие можете да бидете блиски по основа на роднинска врска, по основа на пријателство, комши и така натаму. Значи, видете, она што го предвидува законот ќе биде во целост испочитувано. А она што јас можам да го кажам, тргнувам од својот ментален склоп и својата совест, а тоа е дека апсолутно немам намера со ништо да влијам во работењето на компаниите. Тоа јавноста ќе може да го види по известно време, а сега впрочем ајде и малце да направиме една анализа на што би можел да влијам. Компанијата Брако, каде што јас сум дел од сопственоста, значи 96% извезува. Како ќе влијаете на тоа на извозно ориентирана компанија, дека ќе влијаете, јас ќе влијам со мојата подпредседателска функција во владата да некој во странство купи поише производи од Брако? Тоа е невозможно. Добро, но може да се влијае со тоа што владата би донела мерка, сега зборувам потенцијално, со која што се даваат одредени субвенции на македонските фирми кои што се извозно ориентирани. А што е тоа лошо ако се однесува за сите македонски фирми, ако тоа навистина го зголеми бруто домашниот производ и тоа ако навистина допринесе да македонските компании станат попрофитабилни, да прават производи со поголема додадена вредност и со самото тоа да се задоволи и барањето, да се покачат платите на работниците. Значи, јас не гледам ништо лошо во било каква мерка која што ќе биде генерално за сите компании во Македонија. Јас нормално гледам голем проблем ако нешто се донесе кое што ќе важи индивидуално за одредени компании, а уште полошо ако тие компании се нели во сопственост на некој што може да донесе таква одлука. Од сите бизниси кои ги поседува и со кои управува Кочо Ангјушев, веројатно најакутен за решение е неговиот удел во ЕДС, фирма која увезува струја од странство и потоа ја препродава, меѓу другото, и на државната МЕПСО. Вице-премиерот вели дека во име на бизнис доверливоста не може да сподели детали што ќе се случи со неа, но уверува дека решението ќе ги задоволи сите страни. Зборот засега единствената гаранција на вице-премиерот Ангјушев дека бројот 30 на булеварот Климент Охридски ќе биде само една од зградите на неговиот пат на работа кон владата.